Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада. Во нив ќе гледате. Градоначалникот на општина Тетово Билјалка Сами денес даде отчет за сработеното во првите 100 дена од превземањето на функцијата. Според проценките на општина Тетово започнува да се намалува долгот кој го наследија од претходната локална самоуправа. Утре во музичкото училиште во Тетово со почеток во 19 часот ќе се одржи трибина на која ќе се дискутира за иницијативата Тетово сака парк. Градоначалникот на општина Тетово Билјалка Сами денес даде отчет за сработеното во првите 100 дена од превземањето на функцијата. Тој истакна дека и покрај сите потешкоти успеале да ги реализираат ветувањата. Горди сме што во рок од 100 дена успеавме да дадеме решенија за сите оние проблеми кои ги имаме зацртано како приоритети за овој период, секогаш верувајќи дека секој наш шекор кон исполнување на ветеното значи подобар живот за сите граѓани на Тетово. За ова време се обидовме да дадеме се од себе за да ги исполниме ветувањата, но и да ја структурираме и ефектуираме нашата визија за отворен, кооперативен, солидарен град и пред се за град развиен со соодветни стандарди. Секако сакаме да останеме реални и посветени цело време на ова заложба, за да и ги дадеме нашите нови импулси, бидејќи проблемите се многобројни и барат непрешена работа, максимална посветеност, безброј соработки за да се создаде потребната рамка за одржлив развој. И ние сме убедени дека можеме да го постигнеме тоа, бидејќи сме мотивирани за добри работи, за коректен, транспарентен и отворен ангажман со сите други актери за развиено Тетово. Сите ние заедно, фокусирајќи се нашата енергија, можеме да ги надминеме сите предизвици со кои се соочуваме на ова благородно патување до подобар град за сите. 100 дена владење постануваат најдобар показател за нашата правилна посветеност, за обидот да ја вложиме нашата душа во секоја работа што ја работиме и покрај тешкотиите што ни се појавуваат. Длабоко веруваме дека веќе ја имаме воспоставена платформата за добро и транспарентно владење и тоа гарантира дека во иднина ќе го зајакнеме овој начин на владење со сите параметри на одржливиот развој. Секоја досегашна направена работа носи печат на посветеност и правилна посветеност на зборот даден пред граѓаните. Во исто време носи поттик за унапредување на нашата визија за развиено и европско Тетово. Според проценките на општина Тетово започнува да се намалува долгот кој го наследи од претходната локална самоуправа, кој тогаш изнесуваше над 24 милиони евра. За 1/3 од средствата веќе има извршни решенија на кои дополнително се пресметуваат и камати. Над 7 милиони евра од вкупниот долг на општина Тетово е веќе даден на извршители и за нивните решенија се пресметува затезна камата. Поради тоа сегашниот градоначалник Билјалка Сами нема детални податоци за висината на долгот, кој го наследи од претходната локална власт кој изнесуваше над 24 милиони евра, но според нивните проценки истиот е намален. За делот на лозите бараат одложено плаќање, а некои ги обжалиле. Над 7 милиона е долг кој е со извршни решенија. Според законите, тие извршни решенија од моментот на реализација на тие извршни налози се докалкулира затезна камата, а тоа може да се види само до моментот, значи кога ние целосно ќе ги реализираме тие извршни решенија, ќе знаеме колку ќе биде дополнителниот долг создаден од затезните камати. Од решенијата до моментот на плаќање на тие решенија, затоа што продолжува да се пресметува затезна камата до моментот на плаќање. Буџетот бил оштетен и со договори на дело кои општината ги објави јавно, а лицата кои не донеле извештај за сработеното ќе ги вратат парите. Касами вели дека во сметководство договорите се евидентирани како трошок. Прво, тие што се со
решение за вработување, тие доаѓаат на работа и како што имаме информации некои што не доаѓа на работа, се превземат соодветни дисциплински мерки. Тие што беа ангажирани со договор на дело, веќе сме во фаза на процесирање на информациите од финансиски аспект, затоа што има друга компликација. Таму во сметководство не се евидентирани договорите на дело. Во сметководство плаќањата се евидентирани како трошок. Значи, ние треба да копаме во финанси за да најдеме информации во текот на 2021 колку се платени по секој лице за да официјално побараме од нив да ги вратат парите. Ако во определен рок не ги вратат парите, тогаш ќе се констатира конкретната сума на оштета на буџетот за која ние ќе покренеме постапка преку институциите за одговорност. Касами на денешниот отчет за сработеното истакна дека и покрај многуте потешкоти, огромниот долг и наследениот хаос ги исполнил ветувањата кои ги дал во првите 100 дена од преземањето на функцијата. Утре во музичкото училиште во Тетово со почеток во 19 часот ќе се одржи трибина на која ќе се дискутира за иницијативата Тетово сака парк. Ќе биде представен предлогот за формирање зелен појас во Тетово, а од иницијативата ја објаснија целата идеја и процес за реализација на истата. Граѓанската иницијатива Тетово сака парк овој понеделник до општина Тетово поднесе граѓански предлог зад кој застанаа повеќе од 60 истакнати граѓани, универзитетски професори, архитекти, лекари, спортисти, културни работници. Тетово речиси и не се сеќава за еден ваков предлог зад кој застане една сериозна бројка на граѓани, притоа имајќи преди дека станува збор за граѓани кои што доаѓаат од различни националности, кои што се со различни политички убедувања, кои што доаѓаат од различни генерации. Со оглед на фактот дека Тетово моментално располага со 0,2 метри квадратни зеленило, според Светската здравствена организација, според нивната препорака се бара 9 метри квадратни зеленило, може лесно да видиме дека Тетово е во сериозен проблем со зеленилото и со парковските површини. Исто така, ако се повикаме и на Законот за урбано зеленило, каде што се дава објаснување на терминот парк, ќе видиме дека Тетово како општина, како една од најголемите општини во Македонија, исто така и како еден центар околу кој гравитира сериозна бројка на граѓани од овој дел на Македонија, не располага со парк како една зелена површина, затоа што и законот како таков говори за парк како површина која што е поголема од 1 хектар, што Тетово не може да каже дека располага со таква површина, освен оние ние кои што колоквијално ги нарекуваме некои паркови кај нас. По позитивните реакции во јавноста и по одобрувањето кој што се однесува на граѓанскиот предлог за изградба на парк во Тетово, од вчера овозможено е јавно подпишување преку петицијата, односно преку апликацијата change.org, каде што само во првите 8 часа добивме некаде повеќе од 1000 подписи. Подпишувањето на иницијативата продолжува и во овие наредни денови. Предлогот како таков инаку се однесува на 4 урбани блокови во Тетово, тоа се локациите познати како Спортскиот центар, Жена паркот, Монопол и Шик Кјела, каде што според предлогот кој што е доставен до општина Тетово се бара формирање на еден вистински зелен појас, кој што ќе употребам и терминологијата на архитектите, ќе се доведеме до изградба на еден вистински зелен појас и на вистинска зелена капија, каде што од една страна ќе имаме Шар планина како една зелена капија, додека пак од другата страна ќе го имаме паркот кој што го предлагаме на овие 4 урбанистички блокови, кои што ќе представува прв како ваков парк во градот. Во однос на последните информации кои што излегоа во јавноста во однос на одредени купо-продажни договори, како иницијатива сакаме да истакнеме дека за нас и воопшто за самата иницијатива, за самата идеја, промената на сопственичката структура на одделни делови кои што во оној наш генерален план се, можеме речиси да кажеме и минорни, односно многу мали, не прави разлика со оглед на тоа што за нас не е важно кој е собственик на самите делови, туку важна идејата, а тоа е барањето општина Тетово во овие 4 урбанистички блокови да утврди парковска намена, односно намена за парк. Тука ќе подсетиме само дека и за многу различни објекти кои што се од јавен интерес, дали станува збор за патишта, станува збор за болници и така натаму, секогаш
секогаш се доведувало до прашање дали постои приватен имот, меѓутоа кога станува збор за јавниот интерес, особено за една ваква тема, приватниот интерес треба да се стави на страна. Оваа прилика ја користам да ја поканиме јавноста на утрешната граѓанска трибина која што ќе се одржи во Државното музичко училиште Тодор Скаловски ТТС во Тетово, со почеток во 19 часот, каде што представниците на иницијативата ќе представат самата иницијатива и каде што ќе имаме можност заедно со граѓаните, со сите заинтересирани да ги разрешиме и сите оние дилеми и прашања кои што овие денови се појавуваат во јавноста. Скринингот во училиштата се уште трае, но задоволителна е бројката на родители кои се согласни во тестирањето на децата. Намален е и бројот на позитивни случаи меѓу учениците, како и што е во намалување епидемиолошката крива воопшто во земјава, истакна доктор Златен Мехмедовиќ од Комисијата за заразни болести. Скринингот се уште не е целосно завршен, очекуваме да се достигне онаа бројка која што ја ветивме на почетокот, а тоа е дека треба да имаме еден репрезентативен примерок од 1800 до 2000 испитаници. Интересот беше голем, околу 5000 родители доставија согласности за тестирање на нивните деца. Иницијалните информации укажуваат на тоа дека до овој момент од 800 тестирани деца, само 8 деца се регистрирани како позитивни. Меѓутоа, како што кажав, за да имаме репрезентативност на податоците, ќе треба да се држиме до иницијалната бројка која што беше утврдена со методологијата на Комисијата за заразни болести. Не мора да се должи таквиот позитивен, би рекол, резултат на низок број на заразени деца во училиштата, само на трансмисијата во училиштата, туку и на актуелната епидемиолошка состојба која што укажува дека сега веќе се наоѓаме по онаа надолна крива на епидемиолошката состојба, односно дека во наредниот период треба да очекуваме дека ќе се стабилизира епидемиолошката ситуација во државата. На пресконференција портпаролот на владата Душко Арсовски ги соопшти одлуките од последната владина седница кои се однесуваат на ситуацијата помеѓу Русија и Украина. Владата на вчерашната седница ја разгледа и усвои информацијата за безбедносната ситуација во и околу Украина. При тоа го задолжи Министерството за надворешни работи во координација со надлежните институции да ги преземе сите потребни мерки за осигурување на безбедноста на членовите од Република Северна Македонија при специјалната мониторинг мисија на ОПСЕ во Украина. Во моментов нашите наблюдувачи се безбедни и ги извршуваат своите редовни обврски, сепак во случај на дополнително влошување на ситуацијата се наметнува потребата од брз и ефикасен ангажман во насока на осигурување на нивната безбедност. Станува збор за 30 луѓе. Во однос на нашите државјани, амбасадата на Северна Македонија во Киев има евидентирано бројка од 100 кои ги доставиле своите податоци дека престојуваат во Украина. Од нив, заклучно со вчера, во земјава се вратиле 13 мина. За уште една тема од вчерашната владина седница, исто така беше разгледан и усвоен усогласениот текст на спогодбата меѓу владата на Северна Македонија и владата на Република Србија за основање на културно-информативни центри во Скопје и во Белград, која треба да ја потпише министерот за надворешни работи. Ова ќе биде петти ваков простор за презентација на македонската традиција, култура и уметност во странство. Веќе функционираат центрите во Истанбул, Софија, Тирана и во Загреб. Северна Македонија во повеќе наврати покажа отворено срце, подготвеност и помагаше во вакви и слични ситуации. Оттаму владата ќе понуди помош и во случај на ескалација во Украина. Сите напори се во насока тоа да не се случи. Денеска премиерот Ковачевски ќе има телефонски разговор со претседателот на украинската влада Денис Шмигаљ. Меѓу другото и ова ќе биде една од темите. По овој контакт владата ќе направи проценка и ќе имаме повеќе информации во врска со видот на помошта што би ја понудила државата. Полицијата привела 2 лица, кај едниот бил пронајден метален боксирач, другиот поради обид за физички напад и закани. 73 годишна гостиварка нападната од соседот.
Ноќеска 10 на минути по полноќ во централното подрачје на Тетово полициски службеници на СВР Тетово привеле 18 годишен тетовец кој одбивал нивна наредба и не поседувал никакви документи за идентификација и кај кого бил пронајден метален боксирач. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок по член 80 од Законот за оружје. Вчера околу 7 часот и 40 минути во полициската станица Тетово бил повикан 45 годишник од Тетовско долно Палчиште, затоа што претходно на улица Илинденска во Тетово се обидел физички да го нападне и му се заканувал на 29 годишен тетовец. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. Вчера во 11 часот и 40 минути 73 годишна гостиварка во СВР Тетово пријавила дека околу 9 часот во зградата во која живее на улица Беличица во Гостивар физички била нападната од нејзиниот сосед на возраст од 57 години, исто така од Гостивар. Случајот целосно е расчистен и на лицето изготвено му е соодветен поднесок. 68 годишен гостиварец вчера во 15 часот и 20 минути во полициската станица Гостивар пријавил дека во Гостивар бил каснат од куче скитник. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!